Очен крик за политички опстанок. Вака опозицијската ДУИ реагира на вчерашното обединување на 5 политички субјекти од владиниот албански блок во една партија вреди. Интегративците на Ахмети оценуваат дека копредседавањето на Изет Меджити и Билал Касами е доказ за фрагментирање, а не за обединување, како што било представено на вчерашниот прв конгрес на новата албанска партија. Наместо визија, тие понудија пазарна ега, бидејќи никој не сакаше да му го отстапи местото на другиот, па решија да глумат партија со двајца председатели. Вистината е јасна, Влен се обедини само за заедно да се распадне. Поставувањето на двајцата лидери е доказ дека партијата е поделена на фракции уште пред да почне да функционира. Во меѓувреме, додека лидерите сами се прогласуваат, министри и клучни функционери од нивните редови веќе го напуштија бродот, одбивајќи да бидат дел од овој неуспешен проект, наменет само за спас на неколку политички кариери. Албанците не заслужуваат политички експерименти, коментираат од ДУИ. Од друга страна, од вреди денеска повторуваат дека преминот од коалиција во партија покажува дека во албанскиот блок не владее монопол и дека се работи за вистинска политичка визија за албанците во државата. Ова не беше само организацијска одлука, туку чина одговорност кон албанците и доказ дека кога заедничкиот интерес се става над тесните интереси, политиката создава решенија, а не поделби. Влен излезе со јасна визија, политика во служба на човекот, пристап кој не се храни со страф и поделби, туку се гради врз достоинство, еднаквост, работа и одговорност. На конгресот беше истакнато дека албанецот во Северна Македонија не бара привилегии, туку еднаквост, не бара реторика, туку можности, не бара милост, туку правда и интегритет, одговараат од вреди. Партијата вчера го одржа првиот конгрес каде Меджити и Касами беа избрани за копредседатели со врзан подпис. Мимоза Муса и Беким Ќоку беа избрани за подпредседатели, додека пак Беким Сали за генерален секретар. Вреди идеолошки се позиционираше како десен центар. Катерина Нешкова, Сител телевизија.